Започнуваме со регионалните вести на телевизија КИС. Денеска православните верници го чествуваат празникот посветен на преподобна Параскева Света Петка, или кај народот познат како Петков ден. Се смета за почеток на зимските празници, кои се одбележуваат по домовите како семејни слави. Православните верници денес го чествуваат празникот посветен на преподобната мајка Параскева, меѓу народот познати како Петков ден. Верниците масовно го одбележуваат еден од најголемите христијански празници кој се смета за почетен меѓу зимските слави кои традиционално се празнуваат во Тетовско. Света божествена литургија во чест на празникот беше отслужена и во црквата Свети Никола во Тетово, а благословени беа и пченицата, лебот и виното, принесени од верниците. Православната црква празнува 3 светии со името Параскева Петка. Денешната славната светителка Света Петка е родена во градот Епиват и уште од млади години покажувала интерес за монашкиот живот, па откако и умреле родителите, заминала во Јорданската пустина, каде што долго време живееле во молитви и пост. Најпочитувана и најомилената светителка е Света Петка, наречена така бидејќи била родена во петочен ден. Но православната црква слави 3 свети Параскеви. Едната е света маченичка Параскева Римјанка, која пострадала со маченичка смрт од мечот на Антонije Пи, наречена Параскева, бидејќи се родила во петок. Параскева значи подготвување во новиот завет, ден на подготовки, тоест пред сабота, на кој ден јудеите се подготвувале за прославување. И светата маченица Параскева Римјанка се слави на 8 август. Другата е света маченичка Параскева е од Иконија, која маченички пострадала за време на царот Диоклисијан, и ова маченица добила име Параскева, бидејќи се родила во петок. Ова Параскева се слави на 10 ноември. Третата Параскева е мајка наша Параскева, наречена Света Петка Трновска, бидејќи моштите и бија во Трново. Ова светителка народот обично ја вика Света Петка, а православната црква ја слави на денешен ден. Тој ден во народот е општо познат како име Петков ден. Света Параскева е родена во градот Епиват во Тракија, близу Цариград, на Мраморното море при крајот на 10 век. Родителите на Света Параскева биле побожни луѓе и целиот нивен живот бил украсен со доброчинство и милост, и ја поучувале неја и незиниот брат со евангелската поука. Брати Ефими, кој уште бил живи, родителите се замонашил, а подоцна постано епископ Мелиски. Света Параскева уште од детството знаела и сакала да прави само она што му угодно на Бога. Таа имала вера која ја правила незината душа непристапна за зло, за грев. Еден ден во храмот Света Параскева ги слушала евангелските зборови: кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе крстот свој и нека врви по мене. Тие зборови на Господа Исуса Христа силно ја разбранувале незината душа, се засилила и решила да ги исполни. На излегување од храмот ја соблекла богатата облека и ја подарила на сиромашните. По смртта на родителите, уште млада, Света Петка го напуштила родителскиот дом, напуштила се што ја врзувало за овој свет, се оддалечила во пустината Јорданска, каде живеела ангелски живот, исцело се посветила на молитва со пост и со големи бденија. Голем број верници денес дојдоа да се поклонат пред ликот на преподобна Параскева, измолувајќи здравје и благодет од Бога преку светителката позната кај народот и како заштитничка од разни несреќи и болести. Веднаш по литургијата дел од присутните верници пристапија кон светата тајна причест. Граѓаните не желаат пари за да се заштитат од грип. Уште во првиот ден на вакцинацијата, за која плаќаат по 400 денари, интересот е голем. Во Гостивари во Тетово вакцините се примаат во епидемиолошките оделенија секој работен ден. Вакцинацијата против сезонски грип стартуваше и на Тетовско-гостиварското подречје. Во епидемиолошките оделенија утрово најбројни беа граѓаните од постарата генерација, кои секоја година примаат вакцина за да се заштитат од вирусот.
Интересот уште на самиот почеток е голем, оценуваат лекарите, потенцирајќи дека имунизацијата ќе се врши секој работен ден. Сите заинтересирани лица кои сакаат да се вакцинираат и да се заштитат од ова заразно заболување, може да дојдат овде во епидемиолошкото одделение во Гостивар, во Центар за јавно здравје Тетово, и да се вакцинираат секој работен ден во периодот од 8:30 часот до 15:30 часот. Цената на една вакцина изнесува 400 дена. Медицинарите препорачуваат вакцинација особено за ризичните категории граѓани, кај кои грипот може да предизвика посериозни проблеми со здравието. Вакцинацијата против грипот представува најефикасна заштитна мерка против ова заразно заболување, која ја препорачува Светската здравствена организација. Таа е безбедна, ефикасна и посебно се препорачува на лицата со зголемен ризик, а тоа се лицата со хронични заболувања на бубрезите, на срцето и белите дробови, лица со анемии, диабетичари, лица над 60 годишна возраст, но и лица како што се здравствените работници и персонал на јавните служби кои поради својата изложеност се изложени на ризик од заболување. Во регионот на Гостивар веќе има заболени од грип, но за сега вирусот не е проширен во поголем размер. Би сакал да напоменам дека веќе се регистрира и првите заболени лица од грип. Минатата недела во епидемиолошкото одделение беа пријавени 15 случаи на лица заболени од грип. Но секако дека најголемиот број на заболени ги очекуваме во месеците јануари и февруари. Имунизацијата на населението од Гостиварско годинава ќе се спроведе со 1100 дози на вакцина против грип. Општина Тетово се приклучува во борбата против ракот на дојката. Заедно со клиничкиот центар во Тетово организира бесплатни превентивни прегледи. Градоначалничката Теута Арифи денес го посети оделот за ехо на дојка и мамографија, а делеше и едукативен материјал за подигање на свеста против оваа болест. Во клиничкиот центар во Тетово сме токму во месецот за зголемување на свесноста за карциномот на дојката и особено сум задоволна со фактот дека во Тетово, значи во нашата клиника веќе 5 месеци имаме во функција мамограф, значи една диагностика што недостасуваше многу за жените на општина Тетово. Апсолутно дека е многу битен фактот што во рамки на општината да имаме диагностички можности токму за карциномот, затоа што тоа им овозможува на жените во близина на своите домови да можат да си ги вршат своите диагнози. Додека исто така и ние како општина имаме отворено и телефонска линија за жените кои би се пријавиле за скрининг, за тие кои се подалеку од клиничкиот центар, значи од руралниот дел на општина Тетово, во соработка со клиничкиот центар кој би ги дал термините за скрининг, ние сме спремни, значи да им овозможиме бесплатен превоз на тие жени кои би се пријавиле, значи за скрининг на дојката. Нормално дека карциномот на дојка не е една добра вест и нормално дека го менува животот на една жена. Но тоа не значи дека нема шанси, да се истиот победи. Имајќи го предвид фактот дека и јас припаѓам на група на жени кои целиот тој тежок процес го има поминато и надживеано, апсолутно ги повикувам сите жени да ги користат овие можности кои ги дава клиничкиот центар, навремено да се јават на скрининзи и без никаков страв да дадат повеќе придонес, значи за својот живот и за квалитетот на својот живот. Целиот процес не е тежок, не трае повеќе од половина час, но дефинитивно може да го спаси животот на пациентот или да го направи подолг, имајќи го предвид фактот дека нормално ние не го поседуваме животот метафизички или како таков. И сакам да се заблагодарам, значи на клиниката, на директорот, на целиот тим,
на онколози, на радиолози, кои очигледно веќе имаат поставено еден добар систем на контроли и со приоритети, но исто така и на скрининг контроли за жени над 40 години, што мислам дека треба да го одржиме како таков и како што напоменав, ние како општина сме спремни тој процес да го олесниме со поддршка со транспортот на пациентките. Значи месец октомври е месец за борба против карциномот на дојка, така да овој месец преку предавања и други кампањи целта е да се подигне свеста на жената за да се грижи за своето здравје, особено за здравјето на незините гради, нели, за преку контроли каде што се е вклучено мамографијата пред се за жени на 40 годишна возраст, а тоа е возраста кога за прв пат би требало да се направи првата мамографија за да се евентуално видат дали има некоја патологија во дојката на жената. Ние како клиничка болница Тетово, значи преку скрининг програмата, значи ја поддржуваме ова кампања со тоа што се вклучени жени од 40 годишна возраст на кои им се прави мамографија и се гледа значи дали има некоја патологија во нивните дојки. Но тоа што е важно значи е дека ако е свеста на жената подигната, значи она сама ќе се јави како систематски преглед за да се прегледува еднаш со ехо, па после и со мамографија за да се евентуално види дали има промена на низината дојка и после нели да се превзема другите чекори што би следеле. Значи во нашава општина можам да речам дека жените до некое ниво имаат свест. Морам да ги пофалам некои жени така што нели само иницијативно доаѓаат, се јавуваат и сакаат да направат контрола, но сепак тоа не е доволно бидејќи ако зборам како општина во целост, не сум и толку задоволна. Не сите жени ја имаат таа свест за да доаѓаат сами, да се пријават и да се грижат за нивното здравје, бидејќи верувајте, друго е кога жена сама ќе се јави, ќе ја прегледаме и евентуално ќе видиме дека нешто се случува со неа, и хируршкиот пристап и третманот и сето тоа е полесен, поефикасен и поквалитетен. Така да многу би било поубаво ако свеста е посолидна да речам и секој се грижи поубаво за неговото здравје. Во земјава Речиси секој втор работник е пријавен на плата која е пониска од таа која реално ја добива, покажува истражувањето на Центарот за истражување и креирање на политики. Речиси секој втор работник е пријавен на плата која е пониска од таа која реално ја добива, тоест им се исплаќаат придонеси за здравствено и социјално осигурување на плата која е пониска од реалната, покажува истражувањето на Центарот за истражување и креирање на политики. Дополнително, 1 од 10 работници воопшто немаат подпишано договор за работа со својот работодавач, со што покрај социјалните придонеси се избегнува и плаќањето на данок на приход. Последиците можат да бидат слаба или неквалитетна социјална и здравствена заштита, необјективна процена на големината на бруто домашниот производ, нереален број на невработени, односно вработени и социјално загрозени лица, голема стапка на даночна евазија и помал буџет, што представува предизвик и за фискалната политика на државата. Непријавената работа, иако вообичаено се манифестира преку непотпишување на договор со работникот и неисплаќање на неговото задолжително социјално осигурување, исто така може да се манифестира и преку потпишување на договор со скриени клаузули, плата во плико или дополнителен договор на дело со кој следствено се избегнува исплаќање на социјалните придонеси во соодветна висина на реалната плата. Резултатите од анкетата укажуваат дека од испитаниците кои имаат основно вработување, 46% од приходите се делумно или целосно непријавени, 9% од вработените работат без договор за работа, најмалку 7,4% се изјасниле дека имаат добиено дел од платата во готово.
но сепак не се сите показатели негативни. Во 2016 година има подобрување на перцепциите и процентот на согласување со изјавата. Порадо би бил непријавен работник со повисока плата отколку пријавен со пониска плата. Е покачен и се движи околу 70% независно од финансиската состојба на домаќинствата. Ова е подобар тренд во споредба со 2014 година, кој охрабрува и иницира подобро познавање на населението за негативните последици од непријавената работа. Резултатите од анкетата укажуваат дека од испитаниците кои покрај основното имаат и дополнително вработување. Во 2016 90% немаат подпишано договор за работа, близу 70% не пријавуваат ниту пак плаќаат персонален данок за дополнителната дејност. Иако наречиси половината работници им се исплаќаат придонеси на сума пониска од реалната месечна плата, и во 2014 и во 2016 секој втор испитаник е исто така свесен дека неплаќањето данок и непријавувањето на приходи негативно влијаат на локалната економија, а 7 од 10 испитаници се свесни дека даночната евазија за нив лично значи и поквалитетни јавни услуги. Одговорноста за непотполното исплаќање придонеси најмногу лежи кај работодавачите, но дел од вината сносат и работниците кои ги прифаќаат таквите услови. Резултатите покажуваат дека нема поголеми промени од последните мерења извршени во 2014 година. И се уште, околу 22,1% од испитаниците би прифатиле да работат непријавени, доколку поради тоа би примале повисока плата. Покрај тоа, фактот дека 62,7% од испитаниците изјавуваат дека задолжително здравствено и социјално осигурување не им обезбедуваат доволно чувство на сигурност, може да се смета за дополнителна причина за прифаќањето на непријавената работа. Инаку овие податоци се резултат на теренската анкета на Центарот за истражување и креирање политики, на репрезентативен примерок од 1097 испитаници на територијата на Република Македонија, спроведено во текот на месец мај-јуни годинава, со цел да ги утврди различните форми на скриени економски активности денес и да ги спореди со резултатите од истата анкета направена во октомври 2014 година. Два физички напади пријавени во полиција во Тетово и во Гостивар. Нападнати се двајца малолетници во Гостивар и 19 годишник во Тетово. 19 годишник од Тетовско Јеловјане вчера вечер пријавил дека околу 19 часот и 30 минути на улицата Маршал Тито во Тетово физички бил нападнат од две непознати малолетни лица кои нешто подоцна се идентификувани. Покусата вербална расправија, тие се нафрлиле на него и почнале да го удираат со тупаници по главата и телото. Едниот од нив извадил нож, но не го употребил, соопшти СВР Тетово. Случајни минувачи ги разделиле пошто 19 годишникот кој бил заедно со неговата другарка се упатил за укажување лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Двајцата инволвирани во физичкиот напад на возраст од 16 години и уште едно 17 годишно лице во присуство на нивните родители повикани се во полициската станица Тетово, а пронајдени одземен и ножот. Двајца малолетници од Гостивар на возраст од 15 и 16 години во присуство на родителите пријавиле дека вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на улицата Светозар Пеповски во Гостивар биле физички нападнати од група од 7 до 8 непознати малолетници. Двајцата пријавители отишле да се напијат вода на блиската фонтана и таму без повод и причина ги нападнале непознати лица, удирајќи ги со тупаници по главата и телата, пошто успеале да се оттргнат од нив и да избегаат. Од ударите нападнатите здобиле видливи повреди на лицата. Полицијата сега трага по учесниците во физичкиот напад. Од СВР Тетово информираа дека вчера вечер околу 23 часот и 20 минути на улицата Борче Јовановски во Гостивар приведени се две лица на 20 и 22 годишна возраст од Гостиварско Дебреше поради сомнение дека извршиле кражба на акумулатори. Акумулаторите се одземени и двајцата се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот. Ќе се избира најдобрата песна за деца и возрастни на македонски, албански и турски јазик. Конкурсот го распишува литературниот клуб Кирил Печиновиќ од Тетово.
Литературниот клуб Кирил Печиновиќ при Националната установа Центар за култура Илијантевски смок Тетово распишува конкурс за најдобра необјавена песна за деца и возрастни, а по повод месецот на книгата. Конкурсот се распишува за 6 категории, тоа најдобра песна за деца на македонски, албански и турски јазик и најдобра песна за возрастни на македонски, албански и турски јазик. Најуспешните литературни дела ќе бидат наградени. Конкурсот е отворен до 11 ноември 2016 година. Песните да се испраќаат напишани на компјутер во 3 истоветни примероци под шифра во посебен затворен плик да се испрати решението на шифрата, а на адреса Национална установа Центар за култура Илијантевски смок, плоштад Илирија Безброј 1200 Тетово, со назнака за конкурсот на литературниот клуб Кирил Печиновиќ. Резултатите ќе бидат објавени и наградите ќе се доделат на литературна вечер на 18 ноември во просториите на Центарот за култура со почеток во 18 часот. Серија силни земјотреси вчера го погодија централниот дел на Италија. Нема извештаи за жртви или за посериозно повредени. Причината е материјална штета, земјотресите предизвикаа страв кај жителите, кои се уште се под стрес од смртоносниот земјотрес што оваа област ја погоди во август годинава. Станува збор за 3 земјотреси кои следуваа на секој скоро 2 часа и кои предизвикаа колапс на неколку стари градби, како и уништување на голем број историски селски цркви кои беа празни во тоа време. Првиот земјотрес бил со сила од 5,4 степени според Рихтеровата скала, вториот од 6,1, а третиот од 4,9, соопшти Американскиот геолошки институт. Неколку часа по земјотресите, локалните власти известија за десетина полесно повредени лица. И покрај информацијата од француските власти дека заврши чистењето на мигрантскиот камп во Кале, познато како џунгла, BBC утрово објави дека во него се уште има неколку стотина малолетници. Според медиумот, наводно овие околу 200 малолетници без придружба немале каде да преспијат и поради тоа се поочајни. Француската влада соопшти дека околу 5600 луѓе од понеделникот префрлени се од џунгла во прифатните центри. Меѓу нив има и околу 1500 малолетници без придружба, кои се сместени во камп со монтажни објекти. BBC наведува дека овој камп стана символ на мигрантската криза во Европа, со неговите жители кои очајнички се обидуваа да стасаа до Велика Британија. Од понеделникот организирано со автобуси беа префрлувани во прифатните центри во други делови од Франција. Околу 400 лица загинаа и речиси 2000 се ранети за помалку од 1 месец при нападите во источниот дел на Алепо, кој е под контрола на бунтовниците, изјави вчера заменик генералниот секретар на Обединетите нации Стивен О'Брајан на седницата на Советот за безбедност. О'Брајан истакна дека бомбардирањата во Алепо месецов биле најинтензивни од почетокот на конфликтот во Сирија во 2011 година. Стотици илјади луѓе излегува на улиците на протести против владата на председателот Николас Мадуро. Полицијата користела солзавец, а во судирите со демонстрантите се уапсени најмалку 20 луѓе. Еден полицаец загинал, десеттици луѓе се повредени за време на антивладините протести организирани во Каракас и другите поголеми градови во Венецуела. Според податоците на групата за човекови права, 140 луѓе биле уапсени низ целата земја по протестите, наречени преземање на Венецуела. Опозицијата, која има мнозинство во парламентот, и бара повлекување на Мадуро од власта, за утре повика на генерален штрајк. Шпанците попуштија после силниот притисок од своите сојузници кои тврдат дека рускиот носач на авиони ќе биде користен за напади на цивили во Алепо, пренесува Ројтерс. Министерството за надворешни работи на Шпанија соопшти дека русите го повлекле барањето за точење на гориво на неколку војни бродови на чело со носачот на авионот, откако реагираа нивните сојузници од НАТО алијансата. Властите од Мадрид беа критикувани од своите сојузници, пред се од Велика Британија, затоа што на тој начин со точење на гориво ќе им помогнат на руските војни бродови, за кои се верува дека ќе бидат користени за напади на цивили во Сирија, пренесува британската новинска агенција Ројтерс.
Времето денес беше претежно облачно со умерен до засилен северен ветер. Утринските температури се движеа од 5 до 8, а дневните од 9 до 13 степени. Времето утре ќе биде променливо облачно, студено и ветровито. Предпладне со повремен дожд, а попладне облачноста ќе се намалува. На повисоките планини на запад врнежите ќе преминуваат во снег. Утринските температури ќе се движат од 4 до 7, а дневните од 8 до 11 степени. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие регионални вести. Пријатно!